Кога првпат ми се јави Јана за да гостувам на овој настан и ми ја кажа темата, веднаш неизбежно е да се помисли на првата менструација. Па потоа си викам, тоа за мене не е ништо спектакуларно. Не сум го чекала, како што си го чекала ти. Ако нешто било страшно, тоа биле болките кои ми се случувале, во последно време ни тоа не се случува, значи страшно било тоа што сум завршувала на брза помош. Ништо повеќе од тоа не било страшно. И потоа почнав да размислувам кои се работите кои јас сум ги добила. Љубов и внимание сум добивала од дете во огромни количини, некогаш дури премногу. Некогаш дури онака да не се издржи. Зашто не само што сум прво и женско, јас сум единствено и женско. И уште згора на тоа сум најмало од двете страни, од кај татко ми и од кај мајка ми. Така што можете да замислите јас во каква благосостојба сум растала како дете, а замислете го и замислете тежината што носеле моите братучеди кои морале постојано да ми удоволуваат. Така што почнав да ги барам работите кои што сум ги добила во работите за кои што сум се борела да ги добиам. Не знам. За да се запишам на академија, за да го завршам факултетот, за да почнам да работам како актерка, за да бидам добра танчерка, за да победувам на државни надпревари, за да се борам за работите во кои што верувам во општествени рамки. И размислувајќи за тоа, сватив дека тоа се работите за кои што сум се борела, дел од нив сум ги добила, дел се надевам дека ќе ги добиам, од дел сум се откажала. Меѓутоа, единствена работа за која што сум сигурна дека сум ја добила низ овие борби, тоа се луѓето кои што сум ги запознала и тоа што тие ги оставиле кај мене. Например, за огромна добивка, односно подарок, ги сметам распеани Скопјани, и тоа што го правевме во тоа време, и тоа колку значеше во тоа време, и тоа колку би сакала јас да се случува уште. За еднаков таков подарок ги сметам и моите другари, моите колеги, со кои што уште другарувам, моите колеги од студентските денови, со кои што се уште другарувам, се обидуваме да го смениме текот на театарот, се обидуваме да го смениме текот на културата, на уметноста во оваа држава, да се избориме за тоа што мислиме дека ни припаѓа. И ствари сваќам дека борејќи се за нешта, за да добијам нешта, јас сум добила многу позначајно. Јас сум ги добила луѓето кои што ме прават да се чувствувам среќна, тажна, гневна, кои што никогаш сакам да ги испотепам, што сум им лута и сите тие работи. Меѓутоа тоа повеќе значи од било која претходна добивка за која што сум заборала. Во периодов што измина, за овие последни години, добив стрес, добив кочанета вилица, добив игла во рамо и добив желба да учукам некому бокс. Колку страшно и да звучи тоа. Тоа е, мислам, веројатно звучи страшно кога го слушате, уште страшно е кога ќе го помислиш. Бокс посакав да учукам прв пат на еден протест, кој што се случи првиот протест после срамната аболиција. Додека сите си стоевме, значи, прво си стоевме пред канцеларијата на Ѓорги Иванов во центарот на градот и после тоа се упативме кон штабот на ВМРО. Таму не пречека кордон, ни го затворија патот, не можевме никако да стигнеме до штабот на ВМРО, се обидовме од странични, некој пролази, па се кршеа стакла, преку кафичи се обидовме да стигнеме, да се обидеме некако да се доближиме, не успеавме. И додека ние ги држиме штитовите на џандарите кои беа во првиот ред, а воглавно сме напред девојчиња. Девојчиња, односно жени, односно кој како сака да се дефинира. Од задните редови слушам машки глас кој што ги пцуе џандарите, не дека многу ги сакам, па ми е криво нешто што ги пцуел, сум ги пцуела и јас и не жалам за тоа. И додека ги пцуе, ги провоцира, односно им вика дојди ваму 3 точки. Нешто што не би сакала да го кажам во овој момент. Додека тоа се случува, тој се повлекува во задните редови. Значи го не остава нас напред, изложени, додека не маваат во цеваници, ни кажуваат што би ни правели, што би сакале ние да им правиме, се додека не стигне наредба дека не смеат да комуницираат со нас. И сега си размислувам од денешна перспектива за тој гнев и си викам, да, може би не треба да се лутам. Може би наталожениот страв е тоа нешто што не терало да викаме од задните редови. Да се повлекуваме постојано како граѓани кои сакаат да се изборат за своите права,
Меѓутоа тоа да го правиме под чаршав дома, во перница, од задните редови на некој протест. И така се обидувам да го надминам тој гнев што долго време го чував во мене. Не го чував, туку го веројатно и просто излагаше од мене. Тоа не може да се дочува. Стегнатата вилица ја имам уште, веројатно ќе имам уште долго, тоа не е нешто со кое што човек може да се справи лесно, особено не по тоа што го преживеавме и уште го преживуваме. А иглата во рамо беше симпатична слушка. Таа ја добив за време на една костимска проба во театар. И тоа сега има еден симпатичен белек, кој што со гордост го носам. Сега, за една од случките во тој период, тоа беше настанот за кој што прв пат се напив лексилиум во мојот живот. Тоа беше првиот и последен пат. Тоа се случува во истиот период од минативе години. Одам на работа и бившиот директор ме застанува на врата, јас се поздравам со колегите нормално, бидејќи тоа се луѓе кои јас постојано ги гледам и сакам да ги гледам. Тој се наоѓа тука меѓу нив и се дрзнува да ме праша зошто не го бацувам директорот. После тоа, прв пат добив потреба да се напијам лексилиум. И меѓу сите овие работи кои што се случуваа низ годините, теравме протести, па ме приведоа, па добив прекршочна, па добив представа. Првата представа на Сдруженијето Артопија да го поздравиш да ми го бациш. Потоа следеше уште една тура прекршочни, па следеше втората премиера на Артопија, експеримент. Па после третата тура на прекршочни пријави, следеше третата премиера, ужегнатост, и некако сватив дека кај мене ова прекршочниве пријави се како кокиче. Доаѓа прекршочна, доаѓа добра премиера, доаѓа кокиче, доаѓа пролета, така што тоа е убаво, се радувам дури кога ќе добијам прекршочна пријава во последниот период. Во низ овие години добив еден Жарко, кој ги носи овие сите мои чудни добивки заедно со мене и не се противи. Но најубавата работа која што ја добив, што ја сметам за огромен подарок, се случи во декември, додека ги пишувавме писмата за Дедо Мраз со моите внуки. Тоа го правиме секоја година. И оваа година ги пишуваме писмата и внуките ми викаат, ние вака ќе му пишеш на Дедо Мраз, дека ние не сакаме тој оваа година да доаѓа кај нас, еве не мора, доаѓал минатите години, ама оваа година не мора да доаѓа кај нас. Ние го замолуваме да оди кај децата кај кои што никогаш не бил и кои што никогаш не добиле подарок, за и тие да се израдуваат малку. Ова го сметам за најголем подарок, зашто тоа ми кажува дека ова не завршува овде. Ова ќе тера со генерации. И тие се мојата надеж. Идните генерации се нашата надеж. Ние ќе имаме кој да не наследи во нашата борба. И затоа тоа го сметам како најголем подарок.